Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Традицијата на еден народ е олицетворение на сето богатство што може да презентира една земја. Старата и богата македонска традиција, измешана со напредокот и современиот живот, представува една успешна целина која во себе ги содржи сите елементи на една култура која се темели на своите вековни обичаи. Денеска со вас ќе зборуваме за еден таков обичај. Во Галичник Петровден се сметал за голем празник. Тогаш иделе печалбарите и тогаш се правеле свадбите. Останало забележано дека во еден ден имало дури 50 свадби, а удирањето на тапаните се слушале дури во Албанија. На манифестацијата Галичка свадба традиционално има повеќе од 5000 посетители. Она што денес ве прашуваме дали за развојот на туризмот е добро да има повеќе вакви манифестации и дали ја почитуваме доволно македонската, односно својата традиција. Сега го имаме и прашање плюс, кое што можете да го одговорите доколку не следите на Инстаграм. Ако не следите, заследете не и кликнете на Инстаграм стори. Таму ве прашуваме дали сте биле на Галичка свадба. Верувам дека ќе можеме и да покажеме, да видите како тоа изгледа на Инстаграм стори, но она што е најважно, ете, таму е исто прашањето дали сте биле на Галичка свадба. Секако имате можност да кликнете на вашиот одговор, дали е тој да или не, ќе пресметаме во проценти, а ќе ги соопштиме резултатите по рекламите. Верувам дека многумина се подготвувате и дека можеби и оваа година, а можеби и секоја наредна година сте дел од оваа голема манифестација Галичка свадба. Се разбира, би сакале да слушнеме еве и за тоа дали сте задоволни, односно доколку сте биле, кои биле вашите впечатоци, а секако доколку одите, што она што го очекувате. И дали сметате дека токму вакви манифестации треба да ги има во поголем број, бидејќи привлекуваат огромно внимание не само за домашните туристи, односно посетители, туку секако се исклучително привлечни и за странските туристи. Добар ден! Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден, за многу години, денеска Петровден. За многу години, нека има вечно името на сите оние кои што го одбележуваат овој ден. А Галичката свадба токму се врзува со Петровден. Па еве, сте биле ли некогаш на Галичка свадба? Не, извини, Тетјофимка не била на свадбата Галичка. Еве на тука на комшијата Перо Мучицитон имен ден, а бев во црква во Ѓорче Петр, во Свети Петар и Павле. Бев од Сабале порано, пошто многу е жешко, па имаше доста народ. Иако е топло, ни си традицијата си почнува, си одеме и треба да си одеме, додека сме ние па и гледав доста млади, имаше како вас во црква, мило ми беше. Појдовме се, али на Галичка свадба не била Тетјофимка, 5 годините, па и далечко ние, а пожелува секој кој може да иде, да се види тоа убавина, млади како облечени во селско, па ќе гледаме на телевизија. Кажете ми дали доволно се негува македонската традиција и култура? Јас како што појдам седена вака, дека идеме по манастири, по цркви и секаде кај да појдеме, во Исусе Македонија, па и секаде тамо, секаде традиција како што се било пред години, пред 1000 години, нашите стари како што правеле така и ние сега, па и нашите деца, па и унуци, па раунуци, исто така тоа да го наследат од нас. Биде ми поздравена, све најдобро поздрав. Бидете ми поздравени, секако останете со добро здравје и останете со црвена линија. Добар ден! Добар ден. Повелете, ве слушаме во црвена линија. За развојот на туризмот е потребно да има повеќе вакви манифестации. Тоа точно е дека треба да има повеќе вакви манифестации, ама проблемот е тоа што младите се веќе иселуваат и традицијата нема за кого да остане. Нема на кого да остане таа традиција. Наглото иселување на младите допринесува да нема веќе за кого да се развива оваа традиција. Голем дел од печалбарите се враќаат еве да ги посетат ваквите обичаи. Само за летна сезона, а потоа печалбарите пак се враќаат назад во
земјата во која што работат. Тоа е привремено враќање на печалбарите. Не е за стално. Дали некогаш сте биле еве на галичка свадба и тоа да ве прашаме? Јас немам могуćност, јас сум у источниот крај, немам ни могуćност, ни средства за да идам на галичка свадба. Тоа доваѓат само печалбарите летно време и после тај крај веќе се затвара. Нема тамо народ за да може да се продолжат тие традиции. Народ едноставно нема. Тоа е само за една сезона. Дали доволно ја почитуваме македонската традиција? Па ја мислам дека македонската традиција, некои традиции се посветува внимание, а на некои не. Затоа што Благодарам многу за вашите одговори во црвена линија. Секако секој е добро, останете со нас и потсетување да се внимава на тајмерот 90 секунди е време траењето. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Поздрав и од Штип. Штип, еве, дали некогаш ни својот животен век сте биле дел од галичката свадба, сте присуствували? Да, затоа се јавам, затоа што имам одено пред 4 години. Така, кои се вашите впечатоци, еве? Впечатоци се многу убави, затоа и препорачувам да се иде кој не е видел, да осете традицијата, да осете зорлите, тапаните, луѓето во носиите. Ама слабо се спазува кај нас традицијата, ретко се случуваат вакви настани. Дали сметате дека е подобро да има повеќе вакви обичаи, еве и за штипскиот крај, да речеме, нешто што е автентично, да го има токму на ваков начин? Во Штипскиот крај ретко има вакав, затоа што тука останали се евреите, еврејски град е повеќе. И ретко има ваа традиција тука. Дали сметате дека доволно ја негуваме сопствената традиција и култура? Не е доволно. Поштуваме и почитуваме. Според вас, што треба да се направи за да биде подобро во тој поглед? Треба држава да потекнува, да прави настаните. Дали оваа година и веќе одите на галичка свадба? Би сакала, ама некако многу е времето жешко. Гледам таму ќе биде добри 28 степена. Добро е тоа. Ама сепак ќе речам, кој не отишол, нека одите. Значи нешто што ќе остане за паметење. Да. Дали еве забележавте и многу странски туристи, дали гледате дека Имаше туристи, да, и галичкото сирење го пробаме тогаш, иначе немаше можност никаде да го пробаш. Така, големо благодараме, драго ни е што споделивте дека колку што паметам пред 4 години сте биле дел токму од оваа традиција која што секоја година привлекува голем број на посетители, како од земјава, така и од странство. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав и до вас. Се слушаме. Да, повелете. Се мислам јас дали да правам свадба галичка и да ги соберам сите повозрастните. Затоа што мојата половина си имав најубав брак, можам да речам, во светот и најубава живеачка. Ама дојде Божја сила отпатува и сега децата си се на свој пат, јас сум си сам и сега мислам да се женам и да правам свадба во Галичник. И ќе ги соберам целиот тестав мој. Ке се веселиме. Добро, дали најдовте избраничка на вашето срце, со кое што ќе го направите тоа доколку сте во можност? Многу трчавме бркат, само не можам да се одлучам за која. А јас така сум многу, како да речам, скромен, бирен, не сакам да подвалувам, не сакам да излажам. И се мислам која да ја одберам. А еве, кога би бирале, при какви обичаи би сакале да биде вашата втора свадба? Како рековте? Со какви обичаи би сакале да биде вашата втора свадба? Од кој крај? Источниот, западниот, јужниот? Види, крајот во македонски да биде. А од овие крајчиња што се кумановски, не знам, велешки, од сите крајеви на Македонија не. Право македонско. И свадба ќе направам што никој не направил до сега. Ама се мислам, детава се смејат, вика, што ти текна?
Како и да е, воопшто не ви е лоша замислата и целта која што сте си ја поставиле. Секако ќе ви посакаме многу љубов и повтор пат во животот и секако и да ни се јавите и да ни кажете дека веќе сте ја направиле свадбата. На крајот на денот убаво е да ви се случуваат такви нешта, бидејќи свадба значи и љубов. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме во црвена линија сте. Вака, јас лично сметам дека вакви настани е добро да има, но дека Бог знае колку ќе придонесат за туризмот не, бидејќи она што всушност е најважно за туризмот е патиштата, нас тоа ни е најслаба страна, поготово е конкретно за према Галичник, тоа е едночајно лош пат, многу често со одрони и слично. Сум за почитување на традицијата, но тоа треба да го правиме ние, а не да бараме тоа да го прави државата. Ние граѓаните, ние луѓето треба да си го чуваме идентитетот и обичаите, а државата би требало да се погрижи дефинитивно за патиштата, за организација на јавниот превоз, бидејќи за да појдете на една манифестација, прво треба да имате со што не се сите возможно со автомобили. Јавен превоз, јас не знам дали од некој град, освен од Скопје, има до Галичник, до Маврово, до некаде. Според мене, тоа е нашата најслаба карика во државата, мислам. И сметам дека не е лошо да има, убаво е да има вакви манифестации, убаво е да се подстикнува македонскиот чување на традиција и идентитет, но пред се и над се патиштата и организација на собрајањето внатре во земјата. Да биде што подостапно и модерно и лесно достапно. И достапно и модерно и едноставно, знаете, зборуваме сите за чување на планетата, за заштита на животна средина. Би било многу Благодарам многу, еве, во интересна насока го насочивте и овој разговор, па еве, слушнавте и од гледачката дека можеби најмногу на што треба да се инвестира е токму достапноста, односно можноста секој од нас да може да појде и се разбира да биде дел, да го доживее тоа искуство каде што се навраќаме на времето и традицијата. Таков случај е Галичката свадба, која што навистина привлекува огромен број на посетители. Добар ден. Добар ден, Тина. Малку погласно, ако може. Добар ден, Тина. Поздрав до тебе, до сите слушатели. Поздрав до вас. Па еве да прашаме дали ни животот сте имале можност да присуствувате на Галичка свадба. Не, јас сега за друг туризам во контекст на тоа ќе спомнам. Нека им се среќа на младите, нека им се среќа тие што го носат името Петар, Павлина, сите. Утре за утре ќе се одржува во Прилеп манифестација 100 години на Прилепско пиво. Ке пее Шерифовиќ, не ме прекинува, само слушаме ја. Тие пари што ќе се дадат, можеше сашо за во развој на туризмот, 100 деца што се од сиромашно семејства, да ги однесе по нашиот моралица и нашите да го видат и Охрид и преспа таму или појте во Охрид, него да му се даде 100.000 евра на Марија Шерифовиќ. Значи тие деца ќе им се врежи главата и на родителите за туризмот, тоа ќе добие една пропаганда на страна, ќе рече чекај Сашко Самарџовски, Сарџиовски, како беше генералниот на пивара, да ги однесе 100 деца во Охрид од сиромашни семејства, поголем развој на туризмот до тоа нема да има. А во однос на негувањето и туризмот врзан за обичаите и традицијата и културата? Нека се среќа обичај и традиција, ние македонците први сме за тоа нема збор. Него може во Прилеп да пее тој што победи на никој пат не е досна, тука е Велевска, значи тие пари што ќе даде на Шерифовиќ, 100 деца да ги однесе во Охрид, да го видат Охрид. Бидете поздравени, све најдобро. Све најдобро, бидете поздравени, вие секако останете со црвена линија. Секако ќе ве потсетам тука, задолжително и да кликнете на tilma.com.mk кога веќе зборуваме за Галичката свадба. Секако вниманието задржите го на овие два наслови. Едниот е Елисавета Булоска и Оливер Андриевски, се младоженците на Галичка свадба. Љубовта им почнала токму на планината Бистра.
Така да, еве и уште еден наслов, односно неколку илјади домашни посетители, странски туристи се очекува да ја посетат галичка свадба. Да видиме дали следните гледачи ќе ни откријат дали имале искуство и биле дел токму од овој фантастичен, ќе кажам, обред, свадба, кој што низ вековите се пренесува од колено на колено. Дали сте присуствувале на галичка свадба? Добар ден! Ало? Добар ден! Добар ден. Дали некогаш сте биле дел од галичката свадба, сте присуствувале? Да. Па еве, какво беше тоа искуство? Што да ви кажам? Не можам да зборам. Емоциите ми се големи. Немам зборови. Немам зборови, дали тоа е нешто неописиво. Пошто јас сум од тој крај, Мијак, тоа е нешто неверојатно неописиво. Како било на времињата, како е сега, значи таа традиција треба да остане понатака. Дали сметате дека од година во година се подобрува, односно се унапредува овој обичај за да привлече уште поголем број? Да. А според вас, оглед на тоа што сте од тој крај, пошто е специфична и исклучителна галичката свадба во однос на останатите свадби по другите обичаи? По народната носија, по тоа што невестата се качува на конј, што невестата ја носат оваа навода, и многу работи што ги има таму, зетот кога се бричи. А еве, кажете ми, дали сметате дека може многу повеќе да се направи за инфраструктурата и достапноста, или може би тоа е дел од традицијата да биде автентично и не толку модерно достапно за оние кои што сакаат да присуствуваат? Не, зашто? Нека присуствува секој кој сака, не мора да биде автентично. Али треба да биде, значи да појде секој да види како е, што е обичаите наши. Дали сметате дека може повеќе да се направи за инфраструктурата и патиштата за да е полесно достапно да стигне секој до Галичник? Може само да има патиштата да се убави да. Благодарам многу, бескрајно сме ви благодарни еве што токму од тие краишта сте и што еве вашето вклучување разбуди, мора да признаеме и кај мене чувство на тоа како понекогаш солзите може да бидат знак на возвишеност, односно сеќавање и чувство токму како да застанало времето и заживеало местото Галичник. Благодарам многу еве што бевте дел од Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, топло поплат десинче. Поздрав до тебе и целна телевизија. Голем поздрав, благодарам за вклучувањето. Дали некогаш и вие сте биле дел од Галичката свадба? Не сум била, али сум гледала на ТВ 2 пати. И тоа исто кога сум била и толку бев среќна што може да гледам. Многу се радувам кога нешто се почитува што е наша антика. Носијата многу ми се бендисува. Невестата што е носи носијата е многу тешка, сака и час како ќе ја издржи на ова топло време. И ќе гледам, веројатно ќе дадат на телевизија да гледаме поново, затоа што нема можности да се иде со автобус, секој си оди приватно, како сака и како може. А ја не сум во можност да одам, така да ќе гледам на телевизија. Многу ме радува што се враќа и фолклорот и народните песни, све се враќа што е старо и се обновува и се запазува традицијата наша, како биле обичаите, носиите какви биле. Тоа е нешто стварно ремек дело, кој што разбира да гледа. Јас се одушевувам кога гледам Сител што дава емисијата Качано. Тука има да видиш секаква македонска носија, свака им час тие што ги сачувале носиите, што не ги дале некому или што не ги упропастиле. Тоа е големо богатство за нашата
национално, да се знае што сме вие све поседувале и каква музика сме имале. Благодарам многу секако за вашето вклучување во Црвена линија. Останете со нас, малку ќе ве прифрлам и на X платформата, каде што секако може да се најдат низа коментари, токму врзани за галичката свадба. Недопирлива го има напишано следното, а мислам и дека доволно говори овој коментар. Викендов сите патишта водат кон Галичник. Па еве да видиме дали останатите гледачи ќе ни откријат дека се подготвуваат за овогодинешната галичка свадба. Дали сте биле до својот животен век и сте присуствувале на истата. Добар ден. Добар ден. Госпоđo Пинче. Господине Златко, добар ден. Добар ден. Дали најубав ден. Дали некогаш сте биле еве како посетител во галичка свадба, на галичка свадба? Сме живееле во Херцег Нови, не сме биле тука и не сме имали услови да појдеме тамо, али знам историски дека тоа облеката на невестата тежи 25 килограма. Ова летно време, ама тие се издржливи галичани и така натака. А сега да кажам дека Галичник не било пусто место, него тоа било као едно мало градче со 6000, задната статистика од минатиот век 6000 луѓе броело Галичник. И сиреви и кашкавали биле на америчкиот пазар. Така, галичаните биле големи трговци, големи патници. Така. А тоа е традиција која мора да се настави и малку инфраструктурата да се збогати и да мисли Министерството за култура на преку целата година за тој убав настан. Фала ви на вас како телевизија што го поменувате тоа место и тој мотив природни. Да, што е многу важно за нашиот развој. Пинче, имајте убав ден. Ви посакувам јас секако, господине Златко, најубав ден и денот секако да ви помине со програмата на Тилма, односно да останете со Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Пиле, и убав ден. Најубав ден и вам. Па еве, дали ни животот сте имале можност да присуствувате на галичка свадба? Не сум имала можност, меѓутоа и сум гледала низ телевизија како даваат, а вака низ прстен те гледам, у срце те носам. Тоа го запамтувам и ќе го запамтам дури сум жива. И вака, убаво е тоа се, меѓутоа нема превози, нема како што кажа претходните гледачи. Треба да се пушти некој превоз сегде, а се затворија, сите превозни средства се затворија. Само такси треба да викаш да идеш до тамо. И затоа не може. Многу е убаво. Среќен нека им биде денот на тие младоженци. И до година со пуни раце да имаат. И да дојдат да видат нивните родители колку ќе бидат радосни, со радост да ги пречек, да им однесат. Толку ви благодарам. И ние ви велиме големо благодарам и секако ви посакуваме што поскоро да ви се случи да бидете дел од галичката свадба и низ своја лична призма да го доживеете тоа незаборавно искуство кое што буди и емоции, и солзи и некако никогаш не се заборава. Добар ден. Добар ден, ако сум ја на линија. Секако, повелете, ве слушаме. Благодарам. А вака, јас лично не сум бил на таа галичка свадба. Во тоа време кога можев да одам, јас морав да наберам од 150 до 200 тони крушки и праски, така да нема пуслобота. Сега можам да одам, од здравствени причини не можам, со патерици сум и така да, значи, ова што ќе видиме по телевизиите, меѓутоа едно гледано, негде као 80% моите деца биле на неколку пати, има снимено свето тоа, имам видено, обичаите се многу убава работа. Значи, за почитување и добро е што ја имаме таа галичка свадба, на некој начин во цел свет не има пренесено, како кај нас се прави, значи, свадба, посебно галичка.
сега овдека јас ќе им замерам малце на туристичките оператори. Зашто на овој ден не организираат да има бесплатен превоз? Па макар и нека и со минимална цена, значи да може поголем број на народ да отиде да го прати овој вистински добар, значи обичај, а нашите туристички оператори размислуваат само за во Грција, во Турција, во не знам каде да ги однесат. Однесе ги дома, нека видат дома што правиме. Тоа ни недостасува, менталитетот ни е таков, да сме живи и здрави, ама ми се чини дека ова ќе ни се удри од глава. А од година во година се помалку ги има гостите на таа свадба, а еден ден ќе нема кој да ги прати сватовите, зетот и невестата. Благодарам, поздрав. Големо благодарам и вам и сега ко продолжете да не следите. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Повелувам. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Така, јас сум бил во Галичник, меѓутоа не на галичка свадба. Галичник е највисокото место во Македонија. Оттаму се пули, се гледа. Вие не знам колку ја гледате и колку ја пулите Македонија, нашата света земја и библиска земја. Таа повеќе пати е спомната во Библијата и нашите комши ни пркосат и ни љубоморат за тоа што апостол Павле, кога врвел низ Македонија, дошол во светата земја Македонија, во областа Македонија и разговарал со македонците. Толку прекрасни имаме зданија, што цел свет го вртиме околу нас. Цел свет, само ние остануваме пулени. Еве пример. Ако сака било кој да отвори некоја идеја туристичка, по магистралата ни минат милиони туристи. Каде ги запрасме? Каде ги насочивме? Си врват слободно, нигде не ги запираме. Тоа е грешката. Интересно е дека токму странските туристи како да ја познаваат повеќе нашата земја од нас самите. Самите имаат огромен интерес да посетат што е можно поинтересни, автентични краишта и секако природни убавини со кои што навистина оваа земја може да се горде. Благодарам многу за вашето јавување. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте? Да, јас да си јавам дека сум галичанка. Драго ми е, веќе откри водителката има галички корени. Да, галичанка сум. Имам ношна галичка, 3 ношни галички, кои тежат 25 килограми. Тие ми се од секрва ми успомен. Тие се све со сребро. Вие можете да замислите кога ќе се облечат сите тие во галичка ношна. Јас сум учествувала 20 пати на галичката свадба. Мојот свобрук, покоен, беше зет галички. Значи, за 74-та година, за 65-та година, јас маш ми, прво беше девер ми зет галички, па после беше маш ми зет галички. Значи, таква нешто, како да ви кажам, тоа е неописливо. Тогаш имаше не само македонци, срби, имаше од целиот свет, имаше шатори, имаше народ, луѓе, тоа не можеш многу, нарочито кога го игра тешкото. Значи, тешкото потекнува од мијачкиот дел. Галичник, Лазарополе, Гари, Дурни го изигра тешкото. Значи, тоа е нешто неописливо. Не може да ви објаснам во живо. Дали еве низ годините забележувате опаѓање на бројот на посетители? Има, тачно има опаѓање, зато се годинава временски значи е многу топло. Благодарам многу за јавувањето и драго ми е што токму зборувавте преку вашите корени и драго ни е што
и се вклучивте во Црвена линија. Тука секако ќе ве потсетам и охрабрам сите вас како посетители, како луѓе кои што сте токму од тој крај, му припаѓате на Галичник, Лазаропоре, да се јавите и секако еве да прозборуваме малку за традицијата и генерално за обичаите, колку се уште се негува традицијата и дали можеби може да се направи и подобра, како да кажеме, еден вид организација каде што токму ваквите обичаи, манифестации ќе бидат достапни и за поголем број на посетители. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. За многу години Петровден, здравје, среќа и убавина на сите што за многу години. По некоја случајност, мојата супруга е галичанка, масли галичанка и она во недела ќе се оди со незините блиски, ќе одат во Галичник. Ја не одам, мене не ми е сласт да се симнеш тамо негде и да идеш не знам колку пешки. Значи никаква организација у нас за толку години да се немало, ама да го направиме ова. Што да направиме? Решете го проблемот со превозот, со паркингот и после кажувате приказни. Човекот, не знам, на ич му завршуваше презимето некој тамо од организациониот одбор. Значи што? Државата да даде пари. Зашто да ви даде? Зашто? Која количина на пари? Све ви е малку, а ништо немаат мрднато со прст. Па чекајте. Значи, нешто што трае 48 часа, дека е толку вредно и преплатливо, да, традицијата треба да продолжи. Меѓутоа, за традицијата треба да има корен, подлога и ефектива на тоа што ќе се плати. Ова нема ништо. Работата е, дојдоа, изиграа тешкото, ја зедоа невестата, заврши приказната. Колку трае тоа? 2 часа? Па на кого му кажуваат приказни? На кого продаваат магла? Само реално нека се согледа работата и после, да, треба да се направи тоа, да. Образложи го ефектно планот за тие 72 часа, петок, сабота, недела, што, колку и како вреди. Меѓутоа, и овозможи на нормалните луѓе да дојдат тамо кај што треба да бидат присутни, а не он да се паркира у Маврово и после за догоре снајди се. Па чекај, бе, мајсторе, немаш ти хеликоптер превоз догоре? Тотално се у минус со превозот. Благодарам многу, цениме тоа што посведочевте всушност кои се и најголемите недостатоци, особено пристапот еве до манифестацијата, па дури еве забелешката и во однос на време траењето. Како и да видиме останатите гледачи, токму поради тоа Црвена линија и ве охрабрувам сите вие кои што можете секако од прва рака да пренесете какво е вашето искуство, доколку сте биле дел од галичката свадба, секако да укажете на тоа како можеме подобро да ги негуваме обичаите и односно ваквите манифестации да бидат вистински магнет за уште поголем број посетители, како домашни, така и странски. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме во Црвена линија. Добар ден. Јас се јавувам од Куманово. Среќен празник. Јас имам одено 5 пати и секоја година одиме. И сега во недела имаме Сдружение Екогард, кое секоја година посетуваме Галичката. И сите други обичаи што ги има по Македонија, али Галичка свадба секоја година одиме. И јас сега оваа година дадев предност другите да одат, зашто мора да иде мал автобус, не може да иде, знаеме какви се патишта и свете. Традицијата е многу фина, многу у последно време почна нешто да се организираш, како што кажа претходниот. Треба да има организација, има постари луѓе одат, да има комбиња, да има овој, да се малку боље организира. Меѓутим се намалуе порано, јас сум ишла порано одамна и сега пак сакаше да одам, али пушти предност на други, али да доживее, тоа може само да се доживее, а не да се зборува. Кога ќе отидеш тамо, ќе осетиш духот на нашата традиција и треба многу повеќе за да се развива туризам. Моето здружение иде по цела Македонија и по други манифестации, али Галичка свадба... Дали постојат и други здруженија, бидејќи навистина е воодушевувачки да слушаме дека постои здружение кое што... Екогард од Куманово, Екогард од Куманово секоја година е на Галичка свадба.
тој нема пропуск. Нема пропуск, моје здружение нема пропуск. Големо благодарам, драго ни е, еве што слушаме преку вас дознавме дека постојат и здруженија кои што секоја година се разбира, целно се организира токму да се посетуваат ваквите манифестации кои што ја негуваат традицијата и секако обичаите, кои што се исклучително впечатливи и богати и секако незаборавни, особено за оние кои што доаѓаат од надвор. Добар ден. Ало, добар ден. Господине Љупчев, дали вие никогаш сте биле посетител на галичката свадба? Не сум бил. Меѓутоа, ја ќе зборам за традициите како, да речеме, у сеопшто. Ја нема да издвојувам затоа што у недела е галичката, после тоа ќе дојде Беровска, Делчевска таму свадба и ние ќе ги повторуваме адетите. А уствари адетите ни се приближа на сите исти. И сега речеме, пазете, свадбата почне у петок или у сабота, ама не почне у четврток. Зошто не почне, сакам да прашам, у четврток? Па у четврток нели се кити куќата на младоженецот? Која кити куќата на... И гледате како ги извртуваме адетите. Не ги правиме онака како што треба. Тоа е една работа. Втора работа, ќе земам примерот со сесвото. Они имаат толку трубачки фестивали, ма само еден им е централен. Тоа е Гуча. И тој најдобро го продаваат. А ние што? Ние продаваме се. Земете ги винските фестивали. Ни цела Македонија правиме вински фестивали, а сите викаме винско поднобје Кавадарци Неготино. Ама сите се прави скопски вино, или било е земете утре, па ден Прилепска пивара, пивото. Бесплатно пиво 50 денара. Да мислам, знаете, значи, мислам дека една работа треба да се централизира и треба да се продава како еден настан. И тогаш ќе добие и епитет, ќе добие и масовност, ќе добие и се. Ние сме раштркани, земете ги, ако сакате, овие карневалите, те струмички, те прилепски, те вевчански и на крај крајва ќе видите дека сето тоа не личи на ништо. Благодарам многу, Љупче, за вашето учество во Црвена линија. Еве, низ коментарите на Казаков Максимилијан, ќе укажеме низ фотографија овој коментар секако спектакуларни фотографии, каде што Казаков Максимилијан напишал галичка свадба, секако на англиски јазик Macedonian Галичник Wedding, и каде што се алудира на тоа да се посети Македонија. Како и да е земја богата со низ векови, со обичаи и традиции, оно што останува највпечатливо секогаш во јули е токму галичката свадба. Но дали ви се чини дека доволно ги негуваме обичаите и традициите низ целата земја? Дали доволно сушност го развиваме ваквиот туризам каде што можеме и такако да привлечеме огромен број на посетители од надвор? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па вака, сега Љупчо кажа се за китка, за најстариот обичај, Осоговски. Браво на Љупчо, еднаш да ја погоди темата и еднаш да каже дека од нас потекнуваат обичаите и тие таму коњари, што се вевчански, тие ги презедува обичаите, ама не ја знае китка. Затоа се вика кај нас китка играорна група од Осогова. Галчевско тоа. Така, Љупчо се сеќава многу добро, кога требало да се даде невестата на некој, што не бил по вероисповест од китка, ја растргнале на 4 којна. И од тогаш сето ова се случува тргај секој на кај себе. А иначе, обичаите наши ги скршија комунистите кога не носеја да не регистрираат со табли во подруми, не ни даваат свадби да правиме, ги затвараат црквите и не сакам повеќе да зборам што правеа и тие галичници таму, јас не сакам ни да се мешам со нив, ниту пак сакам да ги видам ни на телевизија, зашто тоа се влашко, грчко, како да кажам, опасно играње со
Благодарам многу за јавувањето. Интересен коментар, но она што ние сакаме да слушнеме од сите вас е всушност колку државата инвестира и дали доволно ја негуваме традицијата и обичаите. Секој крај, секој дел од оваа земја има своји интересни, впечатливи и незаборавни обичаи. Она што манифестација по која што е препознатлива за странските туристи нашата земја е токму галичката свадба. Па да видиме еве што ќе кажете, што е она што можеби недостасува, што можеби треба да се надополни или можеби за вас само треба се разбере да се зголемува бројот на ваквите манифестации. Добар ден. Добар ден. Повелете. Благодарам. Треба да се зголемува бројот на ваквите манифестации, горе-доле се слични, меѓутоа лошото, Љупче го поддржувам потполно што кажа и гледачот дека нема ништо направено за пристап до конкретно за галичката свадба. Јас сум била пред 2000 година 3 пати. Многу далеко треба да се остави возилото и да се оди пешки. И сега е, како што кажа гледачот, се уште е веројатно така. Значи, општините треба многу да вложат, повеќе уствари да вложат, за овие манифестации да бидат поатрактивни. И на повеќе места во државата да ги има. Тешкото не е предпознатливо само за Галичник, него тешкото е символот на македонската мака, а не само на Галичник, ако збориме конкретно за орото. А од друга страна, ние си ги модернизираме овие. Не ја почитуваме традицијата како што останала автентична, него сега си додаваме модерни елементи. Ќе го спомнам со делењето на паричето во Прилеп за Банник беше или за Василица, по право треба да се дели за Василица, ама градоначалникот рече ние правиме бурек. Па паричето не се дели во бурек. Паричето за тој ден се дели во пресно лепш. Исус Христос која постоел или Василий кој им ги делел оние земени пари од владетелот тогаш, не им ги давал во бурек, тогаш не постоело бурек, него постоело пресно лепче. Значи ние си додаваме нешто како што нас ни одговара. Ако веќе сакаме да развиеме туризмот автентичен. Ке подсетам, само внимавајте на тајмерот 90 секунди. Благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Добар ден. Многу слабо ве слушаме. Сега подобро е? Многу подобро. Сме биле ли некогаш на галичка свадба? Ја не сум бил на галичка свадба, али во времето на лошиот Тито по 3 дена се збореше, значи, додека траеше таа манифестација. У Јосип Броз времето има комшилук таму едни жени кои беа тогаш 50 годишни, 40 годишни. И они раскажува како си проаѓале таму, колку народ, тоа било плева од народ. Значи, зборам 70-80 години. Додека сега, ова не е ни лоша копија, значи не е ова, сега што се прави оваа манифестација. И многу работи према онаа што го гледам, не се од традицијата, него се додаваат или се одзимаат кој како ќе му се присака. Што значи дека не е више оваа манифестација така атрактивна и традиционална како што била у време на тој лошиот диктатор Јосип Броз Тито. Сега дека демократија, дека сега наша е држава, нели наша земја, наша тоа. Сега супер се права традиција, до немај каде, ги поништивме све. Пред некоја година бев у Галичник прв пат у живот. И да ти кажам искрено, освен кучиња, друго не видов. Селото празно, едини чуваро таму некој што ги рани кучињата, само тој беше таму. Текот на цела година е празно и после свадби ми прават. Ајде, поздрав, пријатно. Благодарам многу за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Дали сум во Црвена линија? Секако, повелете, ве слушаме. Сте биле ли некогаш на галичка свадба? Сум бил во галичка свадба. Сум бил во галичка свадба. Али од Каварници јавам ја. Добро. Сега у Каварници има музичка манифестација во областа Мокриште, во Баца, кој ќе пее Петар Пенјушков, еден од најдобрите пејачи во Македонија. Тоа е Тор Бадев. Штета е што не е поканета и Молика.
Значи, јас сум бил у Галичник, али у Галичник кафата да си падне да не одиш таму. А Кавара си мокрище, имаме ни река, Луна Мара се вика, и имаме шума. Значи, кога се амбиент има во Кавадарци, а Кавадарци е еден од најразвиените градови. Има ли многу посетители и странски туристи кога се случува тој фестивал? Секако че има. Значи тоа мокрище е многу пошумено со шума и имаме рекани. Кавадарци има многу добар амбиент и еден од најразвиените градови во Македонија е тоа. И еден најдобар градоначалник во Македонија е Митко Јанчев. И че имаме вечер многу гости од соседните градови. Благодарам многу и вам за јавувањето. Секако профил кој што постои на X платформата е и профилот Македонска поезија. Ќе ви прочитам нешто од Розита Христовска, каде што пишува: да заиграм на галичка свадба, да се насладам на сирење биено и да вкусам охридска пастрмка, да наздравам со црно тиквешко, па да потонам во сон спокоен во ноќната радожданска тишина, да каснам залак наш лебец, па макар да ми е последен. Па дали за развојот на туризмот е добро да има повеќе вакви манифестации? Имате ли впечаток дека низ годините традицијата всушност како да ја подзабораваме, дали доволно се негуваат обичаите? Добар ден. Добар ден, Тина, и убав ден. Најубав ден и вам. Сте биле ли некогаш на галичка свадба? Како да не сум бил, сум присуствувал, јас сум полугаличанец по мајка. Сум галичанец, вие не знам, вие се презентирате. Истата приказна како вас. Мило ми е што сме, значи, од тој крај. Ваквите манифестации што ги организираат, Тина, дали е тоа од страна на државата или од страна на организаторите, се согласувам со претходните гледачи и говорници дека има организаторите тешки грешки кои што не знаат. Не само галичката свадба, и Пивофест во Прилеп исто така е. Знаеме дека по повод галичка свадба има многу автомобили кои што луѓе кои сакаат да присуствуваат. Знаеме дека со традиција 30 години, 50, 60 се организирата. Па зашто не ја среда таа инфраструктура, тие патишта, паркингот доле, горе пред село да биде тоа? Зашто? Ако има слухови да не слушнат, тоа треба да го подобрат. Не е сега што тоа пред 2 години, 3, со години истото се тера. А имаат пари од државата. Нека се организира, тоа е убава манифестација. Тоа ја представуваат Република Македонија, има посетители и од странство кои сакаат да дојдат. Можете полицијата која ќе му каже доле паркирај се, а пешачи 5-10 километри, кој ќе иде до таму пешачи? Никој не иде. Ја немам ништо против таа манифестација, не само во Галич, него и во Прилеп. И сега кој ме пред крај, ќе ви покажам уште нешто од X платформата. М3 Галичник, МЗ Галичник, напишано Галичка свадба 2024 година, да и венчаме да се кердосаат. Ваза коментира покровител на Галичка свадба, председател на Република Северна Македонија. За ова ли се боревме? А на поканата стои: вие си имате момче за женење, ми е момиче за мажење. Елате у нас и да и венчаме да се кердосат. Сега кога дојде времето ги погледнеме рекламите, потоа и резултатите. Хајде да видиме како одговорија инстаграмџи на прашањето дали сте биле на галичка свадба. Интересен резултат. Со да одговорија 21%, а со не 79%. Верувам дека од година во година се повеќе ќе биде достапно и голем дел од граѓаните на оваа земја ќе имат можност да уживаат во оваа манифестација Галичка свадба. Вие сега ќе уживате во заврти на Телма и тоа за кусо време.